Комбинатот Битола, вклучувајќи ги и другите општини и населени места, и рударско-енергетскиот комбинат Битола или Рекот, како што напрекар го викаат комбинатот, се во брак веќе 35 години. Овој брак го одржуваат околу 3000 вработени од Битола и од општината Новаци, кои помагаат од оваа брачна заедница да се обезбедат над 70% од вкупното производство на електрична енергија во домашниот електроенергетски систем. Како и секој друг брак, така и овој има своји убави и помалку убави моменти. Убавите се социјалната сигурност за семејствата на вработените, како и економските придобивки на општините и населените места околу термоцентралата. Помалку убавите, кои нагласено доаѓаат до израз последниве десетина години, се последиците од загадувањето. Тие последици, кои како што велат поголем дел од оние што ги познаваат брачните другари, дојдоа од запуштеноста на едниот брачен другар заради недоволната посветеност и внимание на другиот. Во последниве години, некаде од 2008 наваму, ако ги погледате, има тренд на покачување на концентрациите на овие честички, PM10, и тој тренд е далеко над лимитот. Значи, а лимитот кажува колку треба да биде просечна годишна, меѓутоа и колку денови евентуално би можеле да бидат над тој лимит. Ако се дозволени, ако е лимитот 50 микрограми, а дозволено е само 30 дена да биде над 50 микрограми просечно годишно, Битола некаде над 100 дена има сите овие последни години над дозволените лимити, што покажува дека е загрозена од аерозагадувањето. Од самата анализа и од самиот тренд, најголема просечна годишна концентрација, најмаксимална е постигната во 2006 година од 79,79 микрограми на метар кубен. Значи, во споредба со просечната годишна гранична вредност, која што е изнесува 40 микрограми на метар кубен, некаде доаѓа дупло. Меѓутоа, Потоа од 2006 до 2010 имаме некој тренд на пораз. Во 2010 година забележана е концентрација просечна годишна од 50 на микрограми на метар кубен, што е прилика за 10 на микрограми само, поголема од граничната вредност. Од искажаните сведоштва на експертите за последиците од неодржуваната заедница на Рекот и Битола се изведува заклучок дека ситуацијата бара брзи решенија, зашто штетите, кои веќе се сериозни, можат да бидат уште позагрижувачки. Во 2012 година термоелектраните Рек Битола и Рек Осмаме ја чинеле Македонија околу 20 до 22 милиони евра во здравствени трошоци. На ниво на Европа овие две термоелектрани, бидејќи нели се дистрибуира преку атмосферските влијанија загадувањето, од двете термоелектрани чинело околу 482 до 550 милиони евра. Тука во овие бројки се вклучени повеќе типови на трошоци. Тоа се загубени години на живот, односно намален скратен животен век, смртност на домороденчиња, болнички приеми поради бронхитис, астма и заболувања на долните дишни патишта, поради срцеви заболувања, исто така загубени работни денови, трошоци за денови поминати под медикаменти, трошоци за самите медикаменти. Рекот е во дворот на општина Новаци. Неколку генерации од ова населено место го решија својот економски и социјален статус со работно место во комбинатот, но малкумина се занимаваат со прашањето по која цена е обезбедена таа сигурност. Да не речам сите, ама 90% од луѓето во неврзан разговор или во неофицијален го кажуваат истото. Ретко кога се радуваат на бел снег, од кога постои нели комбинатот, ретко кога лиштата ги сушат надвор, ретко кога се целосно насмеани од кога постои комбинатот, не дека е тој многу трагичен за нив, туку последиците кои тој ги нанесува сам по себе не им дава за право целосно да се опуштат. Секоја општина и локална самоуправа има право и должности да се грижи за животна средина според законот за животна средина. Тие ингеренции се делегирани од државно на локално ниво. Доколку локалната самоуправа не може да ги исполни обврските, тогаш државата ги исполнува и за тоа им наплаќа по одредени услови на што значи законски сме сите имаме право на здрава животна средина, вклучително и чист воздух, уставно право за гарантирана здрава животна средина. Ајде да одиме уште еден чекор понатаму.
Да видиме што поточно предизвикува овој степен на загаденост на воздухот и на другите фактори на животната средина. Како сето тоа влијае на човечкото здравје? Сигурно е дека еден дел од хроничните болни, како со респираторни заболувања, хронични респираторни заболувања, така и со кардиоваскуларни заболувања, за жал починале како последица од аерозагадувањето. Аерозагадувањето е безмалку причина за многу болести, безмалку на сите органи и системи. Примарно е на белодробниот систем, меѓутоа исто така уште попримарно е и на кардиоваскуларниот систем, бидејќи делува на крвните садови, прави еден тип на артериосклероза и исхемичните болести на срцето и на мозокот се исто така доста поврзани со аерозагадувањето, посебно кај постарата популација. На понатаму малигните болести сега веќе излегува во прв план, пред се нормално малигни болести на белодробниот систем, меѓутоа веќе аерозагадувањето е докажан канцероген елемент. И според анализите на Светската банка, загадувањето на воздухот во Македонија е многу концентрирано. Скоро целото загадување доаѓа од 6 главни индустријски капацитети, додека 3 големи индустријски загадувачи се одговорни за 92% од емисиите со ефект на стаклена градина, а тоа се тетовската металургија и двете термоелектрани на јаглен Осломеј и Битола. Една од целите на оваа студија е да ги потенцира влијанијата на термоелектраните на јаглен врз здравјето на луѓето. Секако, лошиот квалитет се сложувам со вас, негативно влијае на здравјето на луѓето. Значи, не само за Битола, него за сите граѓани на Република Македонија. Сведоци сме дека во Скопје во последниот период и во Тетово воздухот е до некаде со полош квалитет него во Битола во овој период. Разни студии се концентрираат врз влијанието на здравјето од страна на опасните загадувачки материи кои произлегуваат од термоелектраните на јаглен. Главните причини кои што се причина за аерозагадувањето на генерално поле, на европска, а ние сме типичен пример за тоа е употребата на фосилните горива, значи јагленот е во голема употреба, неконтролираната, некритичната употреба на транспортот, значи индивидуален транспорт, немате јавен транспорт и несоодветната урбанизација. Тоа е типично како за Скопје, така и за Битола. Во сега, пред известно време, во некои градови од Македонија имавме слични ситуации, каде што некои индустријски капацитети беа напаѓани дека се главен носител на загадувањето во градовите и веднаш да кажам дека после тоа, после исклучување на таквите капацитети и мерењата што се направија, се покажа и докажа дека тие капацитети кои претходно беа напаѓани дека немаат никакво влијание по однос на загадувањето во градовите. Но тие, фактите, се безмилостни и ги прикажуваат нештата токму такви какви што се, а не такви какви што сакаме некој друг да ги види. Сите индустријски капацитети се потенцијален извор на загадување на воздухот. Меѓутоа, со нив Министерството и локалната самоуправа до некаде наоѓа начин да се справи со воведување на системот на интегрирани еколошки дозволи. Значи, системот се воведе од 2007, крајен рок за воведување на дозволите и за спроведување со акциите од оперативните планови во дозволите беше април 2014 година. Ние вршиме мерење на емисијата на штетни гасови во околината на рек Битола и тоа на 3 места, различни места, во раздалеченост на повеќе од 3 километри. Веднаш да кажам дека тие мерења покажуваат дека загадувањето на емисијата на сумфор диоксиде и PM10 частичките е во дозволени граници. Рударско-енергетскиот комбинат Битола, како дел од Електрани на Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање, формално се на една иста страна. Се работи за јавна компанија и за една од структурите на јавната администрација. Очекувано е да бидат солидарни, но кога меѓу нив ќе се постават фактите и статистиките за загадување, реалноста не може да се избегне. Во споредба со другата анализа, односно другата гранична вредност дефинирана среднодневна,
која што не треба да биде надмината 35 пати во текот на годината. Значи, сведоци сме дека како и во Битола, така и во останатите градови имаме надминување на оваа гранична вредност. Значи, некаде се движи од 70 денови во текот на годината надмината среднодневна гранична вредност до 190 во 2006. Значи, бројот на денови со надмината пропишана гранична вредност. Што всушност представуваат PM честичките? PM честичките се суспендирани честички со големина од 10 микрометри кои минуваат ни селективен филтер со 50% ефикасност на непропустливост. Според податоците на Светската здравствена организација, овие честички продираат до алвеолите на белите дробови и може да се наталожат во нив. PM честичките со големина од 2,5 микрометри минуваат ни селективен филтер со 50% ефикасност на непропустливост. Според податоците на Светската здравствена организација, овие честички може да продрат директно до крвта и да го нарушат незиниот физичко-хемиски баланс. Честичките имаат два аспекта. Едниот е механички аспект, таа е големината, кој што го иритира белиот дроб и дава бронхити и емфиземи, и има хемиски аспект, што е во полмежот, што велите вие. Ако се работи за класично загадување од јаглен, каде што доминира јаглен, а не металургијата, тогаш е јагленски полнежот и тоа е канцероген потенцијал. Меѓутоа, ако во таа околина имате, например, фени, кој што ќе даде железо, ако имате југохром, кој што ќе даде хром, ако имате макстил, кој што исто така има некоја никел, железо и тие, значи тешки метали, тие тешки метали во тој полнеж ќе имаат своја дополнителна улога, ќе влезат во крвниот систем и зависно кој тежок метал е, тие си имаат некои своји афинитетни органи. Многу млади луѓе стануваат се поалергични и поалергични, не на класичните алергени од типо на полен, трева, прашина, туку на чад. Дали дојде од големото присуство на чад во нивниот живот како пушачи, со лошите навики што ги имат, дали иде од само аерозагадувањето, јас не можам да тврдам. Меѓутоа, бројот на алергиски и респираторни хронични заболувања се зголемува. Прашањето што логично се наметнува, зошто досега немало посоодветна реакција на овие феномени? Или ако имало, зошто немало соодветен одговор? Зашто очигледно е дека оваа ситуација еден подолг период е без реакција? Има ли причина некој да ги крие или штима податоците? Увидовме дека општина Битола е уствари единствена општина која што се занимавала со овој проблем и која што во текот од 2006 до 2011 вршела некои испитувања со странски експерти и направила една пилот програма каде што буквално се е кажано во тој период. Односно, кој загадува, колку загадува, кои мерки треба да се преземат, краткорочни, среднорочни, долгорочни. Значи, ние стигнавме до тој документ и бевме среќни дека стигнавме до документ, но она што не израдува беше тоа што тој документ излегол во 2013, а веќе на крајот на 2014 никој ништо не превзел. После 35 години излегол не можам да кажам, бидејќи не сум бил јас свесен до пред 5 години, или до пред 2 години, или до пред 3. Не сум имал таква свесност дека до толку се загадува. Јас кога станав на некој начин свесен, кога ги слушнав проблемите на луѓето, нивните здравствени проблеми, бидејќи одејќи кај нив дома, кај секој од нив, или кај повеќето од нив, слушам како бил на лекар, па не знам, некоја бактерија му нашле, па не може да се излечи и така натаму, и сето тоа почнува и вас да ве паничи, бидејќи и вие сте тук. Тргнувајќи од некој, можеби ќе речете себичен мотив, ама тргнувајќи од некој личен мотив, почнувате да истражувате зошто е тоа така тук. И кога ќе наидете на некои резултати кои просто ве паничат, ред е да викнете оф. Колку и да ви е тешко, колку и некој да ве пресилува, ред е да го испуштите тој крик. Веројатно јас го сметам за само еден крик. Некои велат, ружата на ветрови, како што обично се нарекува движењето на ветровите, е таква што придонесува штетните материи од оджаците да не се упатуваат кон градот. Технички факултет, употребувајќи еден специјален софтверски програм кој се користи и во Соединетите Американски држави, направи еден модел, по кој модел точно се знае и во тој модел ружата на ветрови е север-југ. Тоа морам да го потврдам. Исто така, значи не само ова претходно што го кажавме при градбата на електраната, не само што се водеше сметка за
ружата на ветрови се водеше сметка и за висината на очакот. Значи, морам да кажам дека висината на очакот е 250 метра, а тоа значи дека имаме целосна суспензија на штетните материи и намалување на самата концентрација во воздухот. Кога веќе има одговори на претходно елаборираните прашања, она што следува е идентификација на најсоодветните акции за да се санираат состојбите во одреден период, а потоа и да се пронајдат соодветни решенија за нивно надминување. Точниот процент на аерозагадување кој доаѓа од Битола, од рек Битола во Битола, нити би го истражувал, нити го знам. Дали е 30 или 40%, акции кон рек Битола мора да има, затоа што и на генерално, на национално поле, рек Битола најголем загадувач. Меѓутоа, сообраќајот исто така дали е прв, втори или трет, нешто што мора да го превземе за да го минимизираме и конечно грејењето е еден од поголемите проблеми, бидејќи тоа истовремено и социјален проблем. Вие не може да на населението му наведете да енергетски ефикасно се загрева со ниско загадување, а да не му субвенционирате, односно да не му помогнете да набави такви грејни тела. Секако најзасегнати страни во оваа ситуација се граѓаните на Битола, Новаци и другите населени места во регионот. Но и засегнатите кои го застапуваат рекот, неговото раководство и оние во Елем. И тука се соочуваме со прашање: кои се нивните мотиви, загрижености, погледи? Зошто е одстапено од роковите за имплементација на интегрираните дозволи, кои представуваат систем кој е наменет за големите индустријски капацитети, со кои треба да се намали нивото на загадувањето, односно да се намалат емисиите што ги испуштаат капацитетите во животната средина. Интегрираните дозволи требаше да стартуваат до крајот на 2014, но нивната имплементација е одложена за крајот на 2018 година. Дали заради тоа граѓаните го плаќаат данокот за рек како најголем производител на струја и стратешки објект со нивното здравје? Значи, сигурно тоа изнесува големи финансиски средства сега. Тоа не е само одлука за Македонија, ова е применлива одлука за повеќе европски држави и не е едноставно да се применат вакви техники кога знаеме дека 70% од електричната енергија во Македонија се произведува во рек Битола. Значи, сепак да треба да бидеме свесни дека ова чини многу пари. Најбитниот дел е онај дел кај што вршиме зазеленување на сите површини и каде што вршиме пошумување. И тоа можам да нагласам дека во последните 2 години имаме пример на 15 хектари во комплетната околина на рек Битола засадено 50.000 багребови садници. Она што се прави, начинот на кој се справуваат со проблемите кои не треба да се, начинот не е правилен. Значи начинот на кој се справуваме тука со загадувањето е неправилен. Значи вие не може да истурате пепелта надвор, на отворено. Затоа што првиот ветер што ќе дувне ќе донесе до овие жители. Овие се нема ни 2 километри од капацитетот. Значи овие се жители живеат на 5 километри од депонијата во Мекленци. Страшна миризба доаѓа од таму и не само миризба, туку загадување. Тука поминува секој камион кој ќе одлага смет, поминува по овој пат. На 300 метри од школото кај што учат дечињата, на 30 метри од градинката. Значи тоа е се вкупно, знаете, само се долива масло на огнот, само се долива и некој дошол веројатно тука како мене, не дека сум јас посвесен од нив, но веројатно луѓето седејќи на гранката на која седат сметале дека ако станат и проговорат ќе си ја сечат истата. Јас не сметам дека седиме на некоја гранка која си ја сечиме, бидејќи таа гранка е, како што ви реков, трула. Сама по себе за брзо ќе се скрши. Не мора да ја сечиме. Дали е рек подготвен да учествува во една поангажирана стратегија и нејзина имплементација во сузбивање на последиците од загадениот воздух во регионот? Како и со што може да учествува рек во овие стратегии? Со нашата инвестиција која следи, ќе треба да ги намалиме частичките на 20 милиграма на нормален метар кубен и со самата инвестиција не само што ќе ги намалиме 12, но планираме многу повеќе од таа норма која ќе настапи во почетокот на 2018. Значи негде планираме околу 4-5 милиграма да биде испустот на PM10 во атмосферата. Доколку се применат граничните вредности според директивата за индустријски емисии, 411 од 447 предвремени смртни случаи би можеле да се избегнат.
Исто така, во врска со бронхитисот кај децата кои што се јавува, од 60 деца, 55 би можеле да поминат без бронхитис. Значи, само 5 случаи би останале, доколку не зборуваме за комплетно елиминирање, туку зборуваме само за применување на граничните вредности според директивата за индустријски емисии. Очигледно е дека постојат разлики во приоритетите и пристапите за решавање на проблем. Како да се соработува во таква ситуација, кога од една страна на ризик е ставено здравјето на граѓаните, а од друга страна функционирањето на економијата, индустријските постројки и животот на граѓаните. Сето тоа заради преголемата зависност од струјата што се произведува во река. Граѓаните на Битола одлучија да го активираат и уставно да загарантирано право на јавен протест. За овие 3 месеци заедно направивме многу. Направивме да се зборува за проблемот, направивме да се отвори прашањето за аерозагадувањето. Сите донесени решенија, сите заскриени заклучоци, сите сокриени во фиока акциони планови, да го видат светлото на денот и сите ние сега знаеме што е, а што не е направено во поглед на аерозагадувањето во Битола. Идејата за целото граѓанско делување е двонасочна. Всушност, едната насока е да се изврши некаков притисок врз институциите, надлежните, власта, да ги примени своите мерки и да постапува по однос на аерозагадувачите кои што се во доменот на локалната самоуправа, Министерството за животна средина или другите надлежни органи, а другата насока на наше делување е всушност да се подготват луѓето на некој начин, дека можеби и домакинствата, индивидуалните ложишта, автомобилите се еден од најголемите загадувачи на територијата на општина Битола, што не сме да се исклучи исто така како некаква варијанта. Дел од граѓаните веќе организираат иницијативи со кои се промовираат алтернативни начини на превоз, како една од мерките за намалување на загадувањето, но и подобрување на сопственото здравје. Ако малце повеќе го промовираме точакот, односно да креираме содржини за велокултура во градот, значи паркинзи, велосипедски патеки, ограничување на брзини на потесни улици за зголемување безбедноста на точаците, затворање на улици и претворање во пешачки зони и ред други работи. Значи ние ќе креираме атмосфера дека се безбедни да излезат на улици и ќе излезат луѓето. Спортистите генерално и бившите и сегашните се поретки посетители на нашите амбуланти. Од тука иде еден заклучок многу едноставен. Народе, изволите, вежбај, спортувај, јаче го имунитетот, живе здраво и ќе има помални последици и од аерозагадувањето и од сите други фактори кои што ни го загрозуваат здравјето. Термоелектраните на јаглен ќе продолжат да бидат главен извор на енергија во Македонија во следните неколку децении. Заради тоа, важно е донесувачите на одлуки да имаат пристап до сите релевантни информации, со цел да носат одлуки со кои ќе ги земат во предвид и здравствените ефекти од загадувањето. Дополнително, граѓанските организации и јавноста воопшто треба да бидат свесни за проблемите и можат да имаат значителна улога во мобилизирањето на поддршка за потребните промени. Фокус кон големите загадувачи, кон давањето на дозволи за кои што веројатно ќе зборувате и со оние специјализирани установи и агенции, е исто така многу битен. Нема тука отстапување, мора да се инвестира во пречистување на воздухот, затоа што ако ви кажеме колкави се економските штети од здравствените последици, ќе видиме дека повторно е поевтино да инвестирате во еколошка заштита, па макар и државата да помогне тука, не само индустријата, отколку да ги трпите последиците директни и индиректни, и болести, и смрт, и отсуство од работа. Значи,
Тие се фокусите, здравството што може да направи така да представува некоја лоби група која што ќе ги притиска оние да ги презимаат мерките и на локално и на централно ниво и да биде подготвено не да ги брои жртвите, него едноставно да заедно со невладините можеби организации да анимира на подигнување на таа свест. Мораме самите од себе прве да трениме како свест. Меѓутоа мораме да побараме и од надлежните да го сторат она што му е надлежност, односно што му е обврска, односно како што вели законот. Значи ние имаме уставно право за чист воздух. Тоа некој нас треба да ни го обезбеди. Чудни сме ние луѓето, додека сме млади и здрави, работиме и печалиме за да можеме на старост да се лекуваме. Така да многу е тоа некако за мене нелогично. Ако е така, ако прифатиме дека е така, дека треба овие луѓе, слушајќи ми мене, да работиме додека сме млади и здрави, за да можеме да плаќаме лекови на старост, јас прв се откажувам од таквата идеја, просто за мене не нелогично, туку за мене етично, туку сосема нелогично. Значи има начин како и за се, така и за ова. Има сигурно решение, но веројатно некој поумен од мене го нашол тоа решение, сега зашто тоа не се применува, ќе прашаме оној кој треба да го применува. Решенијата не доаѓаат никогаш од горе. Тоа е еден од митовите кои се распаѓа пред се поголемата свесност на граѓаните. За некои прашања, тие самите, непосредно, со граѓански акции во рамките на законите и процедурите, може да придонесат да се решат различни прашања од нивен интерес. Битола веќе го отвори тој процес, но еден од најголемите предизвици на граѓанските активисти ќе биде како нивните сограѓани да ги убедат да бидат активни учесници во процесот, наместо пасивни наблюдувачи на она што се случува околу нив.